Започнуваме со регионалните вести. Дивата депонија на влезот од градот, која Тетовското комунално предпријатие ја користи за претовар на сметот, започна да се оградува од жители кои живеат во непосредна близина. Велат дека повеќе нема да дозволуваат камионите на ЈКП Тетово тука да го складираат сметот. Жители од Тетовската населба Деребој започнаа да го оградуваат местото кое Тетовското комунално предпријатие со години го користи за претовар на сметот. Велат дека локацијата која е претворена во дива депонија во текот на денот целосно ќе биде оградена и повеќе нема да дозволат камионите тука да го истураат отпадот. Се одлучиле на ваков чекор, откако општинските власти неколку пати, како што велат, ги излажеле дека дивата депонија која е на само неколку метри од нивните домови ќе биде исчистена, а Тетовскиот комунален отпад ќе се претовара надвор од градот. Го затворимо да не фрлат више овде. Утре сабајле ќе се затвора овде. Ова нема више фрлање овде. Жителите велат дека дивата депонија представува сериозна здравствена закана поради која секој втор ден одат на лекар. Ако не иде наши деца сваки дан у болница, ево ти. Овде сум најтај. Ево каде сум и куќите. Оне 3. Никад не могу да отворим прозори. Ако отвориш прозори, разни мухе, разни ово. А најглавно ово што једе цели народ. У млинот, значи залеп со млинот. Тоа е то. Ја не знам какви ови народ шта су, а право да ти кажем, веќе ту се мислим, не само ја, не неколку луѓе, мене ми е жал за овие радници. А иначе не може он никад да ја растовара овде. Никад. Jer питања у животот дете и фамилију. Ако уништим деца, ако уништим фамилију, шта ќе ми мене живот? Проблеми со канцер, со тумор, со све. Со све. Со кашлење, не знам што. Секој 2-3 дена у болница треба да идеш. Од Тетовското комунално предпријатие вела дека за неколку недели целосно ќе биде исчистена депонијата кај населбата Деребој. Од наредниот месец, според предпријатието, сметот пред да се носи во депонијата Дрисла ќе се претовара надвор од градот, каде ќе се користат посебни контейнери за оваа намена. Велат дека се работи на изградба на современа претоварна станица каде ќе се рециклира тетовскиот отпад. Директно од градот, значи наследуваат ќе ги фрлиме внатре во контейнер, секој контейнер мора да го има до 35 тона. Ова решение сме го најдо, значи дека јас надевам на крај на мартот конечно ние нема да имаме нити претоварна станица доле што е во сега и ќе го чистиме еден за секогаш, тој е проблем. И нормално работиме, значи во втората фаза за сигурно за 10 дена ќе почнеме за халата и надевам дека за година значи еден за секогаш да го решиме овој проблем. Инаку дивата депонија каде комуналното предпријатие го претовара сметот е проблем стар 2 децени. До сега властите ветеле повеќе опции за решавање на проблемот, но на терен нема ништо реализирано. Илјадници тони отпад кои повремено се палат и понатаму секојдневно ги трујат тетовци. Граѓаните од повеќе населени места во Гостивар најавуваат дека повторно ќе ги активираат блокадите на Русино и нема да пропуштаат камиони со отпад до депонијата. Тие сметаат дека општините не ги исполниле обврските од договорот со Полошкиот плански регион за создавање соодветни услови за депонирање. Жителите од населените места близу Русино најавуваат дека повторно ќе постават блокади на патот што води до депонијата. Граѓаните не се задоволни од текот на исполнувањето на обврските од договорот со Полошкиот плански регион, кој беше постигнат летово. Велат дека во знак на револт нема да дозволуваат поминување на камионите кои вршат транспорт на смет од полошките општини. Ние веќе со нашите иницијативни одбори, што сме 10 месна заедници тука, текот на деневове ќе има една јака блокада и тоа ќе биде вклопи и Гостивар, значи тука нема да се пропушти ни Гостивар, пологот ќе биде, значи Русино ќе биде целосно затворен. Доколку нема да се приземе некои мерки. Ние слушаме дека ќе биде фабрика, швајцарска амбасада, не знам што. Ние ќе го блокираме, тие ако сакаат да го направат, нека убрзат работа, нека фрлат темелите, па нека почнат да работат. Ние не сме против тоа, али против надиво веќе доста. Оти со ова работа еколошки наши здравјето го оставуваме, што го губиме. Второ, ние производуваме градинарски култури, моментално како сте информирани, Македонија веќе е информирана, 20-30% е
скапан нашиот кромис што го произведуваат нашите селани. Изминатото лето граѓаните ја блокираа регионалната депонија Русино. По неколку дена беше постигнат договор со Полошкиот плански регион, со кој општините беа задолжени да исполнат повеќе барања на жителите. Дел од тие барања се изградба на патот кој води до Русино, отпочнување постапка за менаџирање со депонијата, отпадот да се носи исклучиво во вечерните часови и транспортот да се врши со соодветна механизација, потоа прибирање на отпадните води од депонијата, фабрика за рециклажа и други. Бога ми ништо од тоа. Ние што го блокиравме патот и што донесовме до една одлука заедно со пологот, веќе стварно после блокирање дадовме една шанса и дадоа селаните наши една шанса да се придружи, оти половина беа против да се пушти, али ипак човечки ние мислевме дека треба да се најде една солуција, една алтернатива за оваа работа и ние доставивме нашиве 10 точки што го побаравме, па имавме на 2-3 средби со градоначалниците на пологот и го доведовме до една ситуација дека ќе имаме 10 барања. Ние сме свесни дека од првиот почеток, значи со години ова е проблем. Не може одеднаш да се направи фабрика, али за да се стабилна и сериозна работа требаше да се работи. Значи почнувајќи од патот, од работниците, од сталажата на монтажата на куќица за нашите чувари што ќе имавме ние и таму да се покрие тоа место што го има со земја и да се направи све како што треба. Жителите сметаат дека е крајно време да се реши проблемот затоа што депонијата им го нарушува здравјето и им ги уништува нивите од кои многу од нив обезбедуваат екзистенција. Тетово Лани е втор град во Македонија по вкупниот број пријавени случаи на горно-респираторни заболувања и диареја. Од друга страна пак, само во Тетово и Тетовско не е регистриран ниту еден случај на заразна жолтица. По градот Скопје, во Тетово и Тетовско лани биле регистрирани најголем број на пријавени случаи на горно-респираторни заболувања и диареја, имено според податоците на Системот за рано известување и надзор на заразните заболувања во Македонија. Центарот за јавно здравје Тетово во 2016 година пријавил 79.401 случај со инфекции на горно-респираторните патишта, 19.101 случај со инфекции на долно-респираторните патишта и 6.560 случаи со водена диареја. Во вкупниот број на заболени од заразни болести во земјава, Тетово учествува со 11,4%. Инфекциите на горно-респираторните патишта кај тетовци лани најмногу ги погодиле оние на возраст од 7 до 19 години. Граѓаните пак на возраст од 20 до 59 години биле најподложни на инфекции на долно-респираторните патишта и на водена диареја. Според Системот за рано известување и надзор на заразни заболувања во Македонија, лани во Центарот за јавно здравје Тетово не е регистриран ниту еден случај на инфективна жолтица. Понатаму во споредба со другите години, за среќа не е регистриран ниту еден случај на исипна треска, менингоенцефалитис и крвава диареја. На ниво на Македонија најголем број од заболените со заразни болести имале инфекција на горно-респираторните патишта, па на долно-респираторните патишта, потоа водена диареја, жолтица, исипна треска, крвава диареја и менингитис. Медиумите на македонски јазик од Тетово денес не беа известени дека ќе се одржи седницата на Советот на општина Тетово. Овој пропуст на службите на општина Тетово се повторува веќе неколку пати, а во неколку наврати новинарите дознаваат за седниците од своји извори. За подсетување, општина Тетово има најмногу вработени меѓу сите локални самоуправи во Македонија. Специјалното јавно обвинителство отвори нова истрага Труст. Обвинителките соопштија дека со фалсификувани документи добивале тендери фирмите Трансмет, Силекс, Вато Доел од Скопје. Тие со фалсификувана документација добиле тендер од Елем од 17,2 милиони евра во 2011 година, рекоа обвинителките. Представници на овие три фирми се сомничат дека со тоа сториле злоупотреба на постапката за јавен повик.
Обвинителката Фатиме Фетај рече дека конзорциумот од овие 3 фирми добил тендер за ископ на јаловина и јаглен во рудникот Суводол во Битола. Истрагата е отворена врз база на 3 нелегално прислушувани разговори, од кои 2 не биле јавно објавени. Прво осомничен е управителот на Трансмет, второ осомничен е застапникот на Силекс и трето осомничениот е управител на фирмата од Студеничани. За двајца од нив СЈО ќе побара притвор, соопшти специјалното јавно обвинителство. Постои основано сомнение дека на 14.11.2011 година во Скопје прво осомничениот како одговорно лице, управител на осомниченото правно лице Трансмет ДОО Скопје, второ осомничениот како застапник на осомниченото правно лице Силекс Неметали СТ Доел Кратово и трето осомничениот како управител на осомниченото правно лице ВАТО ДОО Студеничани Скопје свесно ги повредиле прописите за постапката за доделување на договор за јавна набавка и му овозможиле на конзорциумот противправна имотна корист ефектуирана во неколку милиони евра. Имено, доказниот материјал упатува на основано сомнение дека заради изигрување на постапката за доделување на договор за јавна набавка, истите кон пријавата за учество во прва фаза од постапката за јавна набавка, како доказ за поседување на техничка опрема за извршување на предметната набавка, што е неопходен услов за учество и квалификување во втората фаза од постапката во набавката, доставиле невистината документација за собственост на механизацијата. Специјалното јавно обвинителство попладнево соопшти дека ја прошириле истрагата за случајот Титаник, во кој осомничени се поранешни високи функционери на ВМРО ДПМН за изборни нерегуларности. Како што соопшти специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, во проширената истрага осомничени се 17 лица. Меѓу нив има и нови осомничени, а некои веќе се дел од истрагата, но ним им се ставаат на товар нови кривични дела. Товарат за изборни нерегуларности и финансирање на изборната кампања се вршело влијание врз сведоци во случајот со истрагата, поврзана со финансирањето на изборите на политичката партија ВМРО ДПМН, соопшти обвинителката Ленче Ристоска од специјалното јавно обвинителство на денешната пресконференција. 375 кражби регистрирала полицијата минатата година. Најмногу се крадело блокатори, мобилни телефони, велосипеди и слично. Минатата година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово регистрирани се 375 кражби, претежно со помала материјална штета. Најзастапени лани се кражбите на блокатори, мобилни телефони, велосипеди, метални предмети, прехрамбени производи и слично, кои биле извршени при згодна прилика или поради невнимание на нивните собственици, кои претходно воопшто не ги обезбедиле. Овие кражби најчесто се случувале во трговски, угостителски објекти или на отворен простор, каде биле оставени предмети без никаква заштита, пошто собствениците ги пријавиле во секторот за внатрешни работи Тетово. Инаку, откако ќе се откријат сторителите, односно извршителите на ваквите кражби, ако вкупната материјална штета е помала од 11.730 денари, надоместувањето на штетата, собствениците треба да го направат по приватна тужба, што впрочем и редовно се објаснува кога се примаат нивните пријави. На пријавителите им се објаснува исто така дека лажното пријавување е кривично дело, дотолку повеќе што поединци неретко знаат да ги фингираат кражбите, откако пред тоа ќе ги продадат телефоните или другите предмети за да покријат одредени долгови, а потоа ќе пријават дека им се украдени. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира посебно до младите да не ги оставаат мобилните телефони, очилата за сонце, несесерите или други вредни предмети на маси во кафулиња, дискотеки или на отворени тераси и да се оддалечат подолго време, затоа што тоа е мошна поволна прилика за кратците кои действуваат брзо, незабележани ги одземаат и уште побрзо го напуштаат местото.
Дел од возачите во Полог продолжуваат да ги кршат сообраќајните правила. Прекршоците откриени во вчерашните контроли се санкционирани со 32 прекршочни и 37 мандатни платни налози. И оваа недела на Полошкото подрачје се реализираат засилени сообраќајно-контролни активности на полицијата, во чие средиште се неколку видови прекршоци, кои веќе подолго време ги чинат учесниците во сообраќајот и пред се возачите. Станува збор за управување нерегистрирани возила, без потребната возачка дозвола, непрописно паркирање и неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење. Вчера на тетовските простори откриени се 6 возила со истечена регистрација, 7 лица без возачка дозвола, 12 погрешно паркирани возила, 2 кои непрописно пристигнувале и 5 кои ја пречекориле дозволената брзина надвор од населено место за 50 до 70 км на час. Овие и другите констатирани прекршоци санкционирани се со 19 прекршочни и 21 мандатен платен налог и прекршителите ги очекуваат законски предвидените глоби. Близу 30 најразлични прекршоци утврдени се и на гостиварското подрачје, каде 2 лица управувале без дозвола. 6 погрешно ги паркирале и поради тоа им биле подигнати од ПАЕК службата и така натаму. Овде се изготвени 13 прекршочни и 16 мандатни платни налози. Вакви контроли планирани се и во наредниот период, дотолку повеќе што со најавеното стабилизирање на временските прилики, осетно ќе се зголеми вкупната сообраќајна фреквенција во Полог и Полошко, вели портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Инаку првично поради пребрзо возење, вчера наутро се случила сообраќајна незгода на регионалниот пат Пирок-Тетово во Голема Речица. Во незгодата учествувале 2 патнички возила, Голф управувано од 63 годишник од Долно Палчиште и Форд управувано 33 годишник од Боговиња. При судирот Фордот удрил и оштетил бетонски електричен столб и кабел, а на повреди се пожалила 19 годишната сопатничка од ова возило, на која подоцна е укажана помош во Тетовската клиничка болница и потоа е пуштена на домашно лекување. Извршени увити се утврдува причината, вкупната материјална штета и се друго. И за крај информација од спортот. Најновите успеси на карате клубот Љуботен од Тетово доаѓаат од меѓународен надпревар од Лесковац. Каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово викендов што измина беа дел од меѓународен карате надпревар. Во конкуренција од 48 клуба со над 780 каратисти се вратија со 21 медал. Честитам на моите деца за успехот. Некои првенци прв пат идеја. Значи карате клубот Љуботен освои 21 медаля, 5 златни, 5 сребрени и 11 бронзени. Значи голем турнир, значи ќе земевме уште едно 3-4 медале, додека судиите не беа коректни, млади судије стајани у кумите со повреде, не знае да ga дисквалификуваат другите такмичари, дава победа. И пак многу јак турнир, цела Србија, цела Софија, значи 11 клуба од Бугарија, значи директно од Софија, што скоро сите балкански прваци учествуваја. Јас се гордеем на Мегдан што излага нашите деца. Сега карате клуб Љуботен го очекува турнир Фунагоши во Скопје, после идеме во Власотинце и за Белград патуваме. Па опет им честитам на моите деца за храброста и има ова им една сатисфакција за понатамошните надпревари. Со медали што чукаа на нивните гради, децата со големи импресии раскажуваа за гостувањето во Лесковац. Јас се викам Мила Глигаровска, имам 7 години, учам во училиштето Братство Меѓидин, 2-5 оделение, кај наставничката Весна Иговска и ние учествувавме на меѓународен турнир во Лесковац во Србија и јас освоив 2 златни медали во ката тим и во ката поединечно. Јас се викам Максим Божиновски, бевме во турнирот Лесковац и јас освоив во ката тим златна медаля, во ката поединечно бронзена. Имам 7 години. Како се поминавте тамо? Убаво игравме, се забавувавме. Исто и ги гледавме големите кај маја борба. Јас се викам
Лука Божиновски имавме турнир во Лесковац и во ката тим освоив сребрена, во ката поединечна освоив бронзена. Јас сум Марија Нумовски. Јас во ката тим освоив златна, а во ката сам бронзена. Јас се викам Данијел Марковски, учам во Братство Миџени и сум 6 оделение, имам 11 години. Јас во турнирот во Лесковац во ката поединечно освоив златна медалја, во ката тим освоив сребрена медалја. Јас сум Аријана Шахаби, 13 години. Јас се викам Аријана Шахаби, имам 8 години и по. Јас освоив ката тим медали и бронзна само. Јас учам во школата Истигба. Јас се викам Емира Шехаби, имам 9,5 години. Јас учам во Истигбал, 4 оделение. И во карате клуб го имам првиот мест и трета. Јас се викам Глигорија Гоговски, учам во карате клуб Љуботен, имам 7 години. Јас на преварот освоив прво златна и бронзена медалја. Јас сум Давид Давковски, имам 6 години, во Лесковац добив сребрена и бронзена медалја, второ и трето место. Јас сум Лука Бојовски, имам 12 години. На изминатиот турнир што се одржуваше во Лесковац во Србија освоив 2 медали. Една сребрена медала во борба поединечно и една бронзена медала во борба екипна. Јас со карате се занимавам 5 години. Карате клубот Љуботен од Тетово брои 40 на члена и годинава прославува 45 години од своето постоење. 40 на мигранти биле спасени од еден брод во јужниот дел на Егејско море, соопшти грчката крајбрежна стража. Претходно бил добиен повик за помош од еден патник преку итна телефонска линија. Грција беше главното место за влегување на многу мигранти на патот кон Европската унија, пред да стапи во сила спогодбата меѓу Брисел и Анкара за запирање на бранот. Повеќето мигранти од Турција доаѓаа во Грција преку источните острови на Егејско море. Во акција на полицијата која од 6 часот изутрина врши претрес во 24 објекти во Берлин, учествуваат 460 службеници, соопшти полициски портпарол. Претресот денеска се врши во станови, 2 седишта на фирми и 6 затворски простории во берлинските затвори Моабит и Тегел. Претресот следува откако претходно беше официјално забрането здруженијето во џамијата Фусулет. Во џамијата често доаѓал и Анис Амри, атентаторот од берлинскиот Божиќен пазар. Амри на 19 декември влета во Божиќен пазар во Берлин и уби 11 лица. Повредени беа повеќе од 50 луѓе. Според сознанија на полицијата, во просториите за молитва се собирали исламисти, подготвени за насилство. Освен тоа, како што се наведува, во џамијата наводно се собирале и пари за извршување терористички напади во Сирија. Еврејски центри и училишта во најмалку 11 американски сојузни држави соопштија дека вчера добиле бомбашки закани, соопшти Асоциацијата на еврејски центри во Северна Америка. Сите закани се покажале како лажни. Тие биле добиени во Алабама, Делавер, Флорида, Индијана, Мериленд, Мичиген, Њу-Џерси, Њујорк, Северна Каролина, Пенсилванија и Вирџинија. За некои центри тоа било втор или трет пат оваа година да наредуваат евакуација. Асоциацијата нагласи дека од јануари се регистрирани 5 бранови на бомбашки закани против еврејските институции во САД. Таа има податоци за 89 случаи во 30 американски држави и во Канада. 4 лица загина, а најмалку 5 мина се водат за исчезнати, откако мал авион Цесна 310 се урна врз 2 куќи во Риверсајд, во непосредна близина на Лос Анџелес.
Авионот под неразјаснети околности се урнал набрзо по полетувањето, изјави портпаролот на Федералната администрација за цивилна авиација Јан Грегор, пренесоа француските медиуми. Вулканот Етна на островот Сицилија синоќа повторно еруптираше, соопшти Италијанскиот институт за геофизија и вулканологија. Воздушниот сообраќај на соседниот аеродром во градот Катанија не беше запрен. Ерупцијата не представува закана за локалните жители. За последен пат вулканот Етна еруптираше во 2009 година. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури се движе од 2 до 7, а дневните од 9 до 16 степени. Утре не очекува променливо облачно време со локални врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од југозападен, а попладне од северозападен правец. Утринските температури ќе се движат од 0 до 5, а дневните од 7 до 15 степени. Овде ги завршуваме и овие регионални вести. Пријатно!